повторно за култура ве носиме на изложба на Александар Ристевски, кој што односно чија што изложба е насловена етнографија во делата на Националната галерија. Малку повеќе за овој културен момент од Марија во следните минути. Така е, да, етнографија во делата од колекцијата на Националната галерија. Всушност станува збор за изложба која што е поставена во Чифте Алмам и ќе биде поставена се до 3 мај, односно сите оние кои што се љубители на уметноста и би сакале да ја посетат, ќе можат тоа да го направат до 3 мај. Самата оваа изложба го прикажува всушност македонскиот традиционален живот преку уметност. Многу повеќе за самата изложба во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, автор и кустос Александар Ристевски. Добро утро и добро дојдовте во Утренско. Добро утро и поздрав до гледачите на телевизија Телма. Драго ми е што имаме можност, колку што имаме време, да ја најавиме изложбата, да ги запознаеме гледачите со истата. Кажете ми како дојде до самата инспирација за поставување на оваа изложба и дали всушност пораката која што сакате да испратите до посетителите е таа како изгледал македонскиот традиционален живот? Па во основа да, инспирацијата потекнува, јас сум иначе во институцијава кустос етнолог, за разлика од останатите колеги кои се кустос историчари на уметност. И во еден неврзан разговор со колегите баш разговаравме за тоа да провериме во одделението Депо и документација, чиј дел сум јас од него, да провериме колку од делата, да кажеме, ние имаме колекција од над 3000 и нешто дела во истата, кои се воглавно во нашите депоа, да провериме колку од делата имаат етнографски елементи или елементи кои асоцираат на животот, функционирањето, на обичаите, на традицијата и на севкупно што е обележие на еден народ и на севкупно на една нација и на еден простор кој го имаме како таков во нашата колекција. И во иницијалното разгледување на можеби половина, до 1500-то дело, каде што стигнав во првенственото пребарување, веќе најдоведно 300 до 350 дела кои имаат интересни елементи кои можат да бидат искористени да направат една своевидна приказна, што би дала и некаква етнографска или историска конотација за тоа што се случувало на оваа територија кај македонскиот народ и останатите етникуми кои живеат на овие простори. Кога видовме дека таа бројка е преголема, направивме иницијална селекција и заедно со дел од колегите решивме дека да почнеме историско-хронолошки, значи од најстарите автори, од она што е крај на 19 и да кажеме прва половина на 20 век, и понатаму доколку има интерес и желба во годините кои предстојат, да има етнографија 2, етнографија 3, етнографија 4, што мислам дека има и простори може да се разработи. Тоа е основата како дојде до сево ова. Голема помош морам да искажам на мојот соработник директен за изложбата, тоа колегата магистар Владимир Таневски, историчар на уметност, исто во делот за депо и документација, како и севкупно останатите луѓе, меѓу кои колегата Тодоровски и сите останати кои помогнаа во институцијата да оваа изложба се реализира. Имаме краток период, изложбата се отвори во четврток, ќе трае само до по наредната недела, значи уште 2 недели од денес, заклучно со 3 мај, и морам да кажам дека иницијално во овие први 4-5 дена од отворањето на изложбата привлече исклучително внимание, тоа може да се види низ бројот на посетеност во изминатиот викенд, но и да кажеме дека значајно е дека добар дел од делата, барем 10 на 15 со сигурност, долги години или воопшто јавно не биле да кажеме прикажани или изјаснувани пред публиката. Оглавном тоа се дела кои биле во депото, ние сме ги чувале и ова е уникатна можност добар дел од нив и да бидат видени за прв пат во животот. Голем дел од луѓето ги имаат видено само на фотографија. Ве благодарам многу за одвоеното време. Верувам дека колку што можевме кажавме подетални информации за самата изложба, верувам дека и ги поттикнавме нашите гледачи да дојдат и да видат за што станува збор, односно да се зголеми самата посетеност, како што напоменавте дека всушност ја има во првите денови од самата изложба. Мене би било особено задоволство публиката да дојде да ги види сите овие уметнички дела. Тука пред се зборуваме за преродбениците и уметниците од првата генерација и втората генерација кои твореле до почетокот на Втората светска војна или претходно и во 19 век. Овде како едно ударно дело, кое и на насловната на изложбата, го имаме папрадишки, имаме бројни дела од бројни уметници, публиката е поканета да го посети Чифте Алмам и се гледаме некоја наредна прилика. Ви благодарам уште еднаш. Верувам дека овој вклучување беше добре дојдено за нашите гледачи. На самиот крај на нашата утренска програма ве поздравуваме, останете со телевизија Телма.
Благодариме, Марија. Да, и ние ќе препорачаме на оние кои што во моментов се на Тилма